почитувани гледачи, добра вечер. Како и секоја среда во 19 часот и 15 минути, вие сте со Трета порта, емисија која ви ги пренесува најинтересните случувања од светот на интернетот. Ова емисија е речиси целосно посветена на постизборните случувања. Тука ќе видиме реакции на одлуката на СДСМ да не ги прифати пратеничките мандати и да го напушти собранието. Ќе видиме реакции и коментари околу тоа дали лидерот на СДСМ треба да поднесе оставка, а исто така и дел од емисијата ќе посветиме и на други теми, меѓу кои едната е и 3 мај, денот на слободата на медиумите, меѓународниот ден, и реакциите во земјава околу овој настан. Почнуваме со колумна на Билан Банов, дадена за вестникот Нова Македонија, во која Банов вели вака: СДСМ во бегство, дуи во опозиција. Поентата на Банов е дека, иако СДСМ ќе го напушти собранието, ги врати мандатите, сепак во собранието дуи ќе остане и ќе делува како опозиција, и според Банов дуи ќе продолжи да уценува и на тој начин да изнудува корист за себе. Кога и дали СДСМ ќе се врати во пратеничките клупи, навистина не може да се предвиди, зашто тоа ќе признаете сепак не зависи толку од желбата на избраниците на народот, колку од цврстиот и строг поглед на лидерот. Но во отсуство на таа македонска опозиција, еве да ве успокојам, во парламентот, може би во владата, без друго тие 88 садници ќе вирее етничка опозиција што ќе се одзива на името ДУИ, ќе се заканува, ќе условува, уценува, ќе чествува со загинатите представници на она, ќе се колне дека го чува нивниот завет и како позиција и власт. Македонија постојано ќе ја држи на работна криза, ете и тоа е логика. Тоа е ставот на Банов во колумната СДСМ во бегство, дуи во опозиција. Продолжуваме со Бранко Тричковски со неговата колумна, кој вели дека потегот на опозицијата е апсолутно оправдан и дека на овој начин според опозицијата се обидува да го демаскира делувањето на власта и дека треба да се почне од негде, според Тричковски. Неговата колумна е насловена Путин и Никотин. Значи, тука се прави аналогија со владењето на Владимир Путин, но еве дел од колумната која ја одразува и поентата. Непризнавањето на изборите е прв обид да се излезе од шемата на апсолутната власт, од узурпаторски воспоставените правила на игра во кои опозицијата нема никакви шанси, а општеството уште помали. Од историјата како хокеарска игра во која на Македонија е доделена улога на пакот. Тој е ризичен и храбар гест, кој својата валоризација може да ја добие ако ги пробие рамките на барањето за техничка влада и нови избори, односно ако проектира една посеопфатна идеја за нови демократски и правни норми и на некој начин за нова конституција на Македонија. За нов не само изборен, туку и комплетен политички и културен модел, при што тоа е особено важно, партизмот во пристапот ќе отстапи пред идејата за ослободување како општа платформа, како платформа која ќе не ослободи од режимот на поразените во антифашистичката и народно-ослободителната епопеја од пред 70-на години. Тоа е колумната на Тричковски, насловена Путин и Никотин. Продолжуваме понатаму со колумна на Александар Исјаков, кој вели дека со овој потек на СДСМ повторно земјата навлегува во криза и дека според Русјаков по кој знае кој пат СДСМ намерно продуцира криза и ја влече Македонија во бездна. Па така колумната на Русјаков е насловена Некои политичари не заслужуваат гласови. Тука според неговата поента на неговата колумна мислам дека сосема е јасно за кои политичари мисли, тоа се однесува на опозицијата, на СДСМ и еве дел од колумната. И кој знае по кој пат, врвот на СДСМ поради лични, а можеби и туги интереси ја вовлекува Македонија во криза. Повторно плачат кај странци, бараат интервенција врз сопствениот народ. До кога вака, мои сограѓани политичари? Секој ваш голем потек беше на штета на нашата држава. Знаме, фиром, приватизација, превремена спогодба, учество во рамковен договор, територијална поделба, саботирање референдум, наместен попис и сега
Кога сите ги оценија изборите како успешни, со мали технички неправилности, вие правите нов чекор кон демонтирање на Македонија. Ама нон пасаран. Јас сега сакам да поминат 6 месеци и да се распишат избори за оние 34 пратенички места, да ги видам и гром и позитивците во парламент. Во оваа колумна на Русјаков во овој став се одразува еден прилично интересен елемент, значи еден од идните можни развои на настаните кои не ги предвидуваат само Русјаков, туку и други експерти, дека е можно по намерата на СДСМ да не влегува во парламентот, да не учествува во институциите, повторно да се распишат избори за дел од тие пратенички места и во парламентот да се создаде нова опозиција. Ова е една од идните разврски на настаните, а дали ќе биде така, ќе видиме. Сега продолжуваме со Facebook статусот на професорката Мирјана Најчевска, која коментира став на друга професорка. И тоа може да се каже прилично остро во стилот на Најчевска. Значи, тука се коментира ставот на Гордана Силјановска, дека опозицијата не требало да ги одбие мандатите, бидејќи за тоа била избрана од народот и дека на тој начин се изневерува волјата на гласачите. Па Најчевска вели: имам впечаток дека има некоја заразна болест на правниот факултет во Скопје, која погубно делува на сивите мождани келии на професорите. Што е глупо во она што го кажува Гордана Силјановска? Глупо е тоа што не ја разбира слободата да се бира и да се биде биран. Ако имам право и слобода да бидам биран, не може никој да ме натера да го прифата мандатот кој не го сакам. Тоа значи дека не станува збор за откажување од мандат, туку за неприфаќање на мандат. Глупо е тоа што Гордана Силјановска не ги разбира методите и делување на демократијата. Имено, доколку една демократска процедура е спроведена на начин кој значи прекршување на правото, тогаш прифаќањето на резултатите на таа процедура значи соучесништво во прекршувањето на правото. Глупо е што Гордана Силјановска не ги знае, ги заборава или намерно ги премолчува карактеристиките на нашиот изборен систем. Во нашиот изборен систем граѓаните гласаат за листи на кандидати, тоа значи гласаат за програма која нуди една партија и за листа која ја понудила и зад која застанала една партија. Доколку таа партија се откаже од влегувањето во собранието, тоа значи дека партијата се повлекува од тоа кој стои зад листата. Тоа е статусот на професорката Најчевска, можеше да се прочита поинтегрално, иако не цел, бидејќи е долг, бидејќи поентите се поврзани една со друга. Продолжуваме со колумна на Ивица Боцевски, кој вели што да се прави со мандатите во насловот на колумната и еве дел од неговата теза. СДСМ, кој не може да се сооча со својот пораз, уште некој време ќе ја тормозат јавноста со ситните непријатности што ги предизвикуваат. Тие засега донесоа одлука дека нема да ги прифаќаат мандатите заради некоја замислена изборна измама која што никому не му е јасно како била изведена. Тоа значи дека во прво време ќе останат празни клупите на СДСМ во собранието. Се разбира, емоциите и адреналинот се уште мощно високи во сите партии во Македонија, па за многумина можеби се чини дека е исправна одлуката на СДСМ. Но оние поискусните, меѓу нив добро знаат дека СДСМ нема никаков друг избор, освен да ги земе мандатите и да се врати во пратеничките клупи. Тоа е ставот на Боцевски, кој вели дека СДСМ мора да се врати во собранието и дека нема друг избор. Сега емисијата ја продолжуваме со Facebook статуси, со колумни, со анализи посветени на барањата за оставка на лидерот на опозицијата Зоран Заев, па така има некои аналитичари кои велат дека Заев не треба да поднесува оставка, дека тоа е кратко време на лидерската позиција на СДСМ, други велат дека тоа треба да се случи, има и гласови за враќање на Бранко Црвенковски. Сега ќе ја видиме колумната на Бранко Геровски, новинарот, кој од време на време знае да изводи колумни кои предизвикуваат навистина големи потреси во јавноста, но и кои имаат некои пораки во нив кои го делуваат, кои го одредуваат следното делување на опозицијата или на други општествени чинители. Така, овој пат Геровски напиша колумна, едноставно насловена за Бранко.
Еве ја колумната на Геровски. Мислам дека не треба особено преведување за кој Бранко се мисли, сосема е јасно. Се мисли на Бранко Црвенковски и повиците дека различните мислења за тоа дали Заев и Црвенковски се скарани, дали Црвенковски треба да се врати во СДСМ, дали не. При тоа целата колумна на Геровски, за да објасниме, е на некој начин оправдување за некои политики на Црвенковски, вели дека тој неправедно врз себе понел некои товари и Геровски вели. Сум кажал и пак ќе кажам, без оглед што тоа некои без друго погрешно ќе го разберат и интерпретираат. Црвенковски незаслужено ја презеде целата вина за македонската транзиција, а како релативно млад човек, но исклучително искусен и талентиран политичар, тој го нема кажано последниот збор во светот на политиката. Дори како обичен член на СДСМ, Бранко е потребен на партијата. Тој е нејзин капитал. И навистина не можам да сватам како некои луѓе кои знаат дека Бранко, Зоран, Радмила и многу други од раководството на СДСМ некога што се вели од иста вреќа сол јале, денес не може да ги замислат никако поинаку, освен како закрвени противници кои чекаат момент еден на друг очите да се ги извадат. Затоа се придружувам кон апелите во СДСМ да се обнови единството. Ако ме прашувате како да се стори тоа и кој треба прв да подаде рака и да го скрши мразот, јас имам многу едноставен одговор. Тој што е најстар, најголем и најмудар, а кој друг? Па мислам дека во одговорот Геровски повторно посочува на Црвенковски, не мислам, туку рече се сум сигурен. И еве ќе видиме дел од коментарите под неговата колумна, кои ги има прилично многу, доколку се споредува број на коментари на вакви колумни, значи има 30 на коментари. Еве еден кој не се согласува со Геровски и вели: Бранко ја имаше не среќата да го менаџира процесот на транзиција во Македонија и на тој пат направи многу грешки. Грешки кои не може да се исправат, грешки со несогледиви и катастрофални последици. И еве уште едно различно мислење кое е во некој начин насочено во иста насока како Геровски, но има друг агол. Да, и јас сум лута што ниеднаш, ама баш ниеднаш и не слушнав сегашното раководство во СДСМ да го спомене, а треба Бранко Црвенковски. Иако бев сум и ќе бидам за СДСМ, дадов подршка на сегашниот лидер, лично сметам дека не смее Заев и останатите од врвот да се дистанцираат од Бранко. Тоа е друг став и сето тоа под колумната на Геровски насловена за Бранко и ќе видиме дали во иднина ќе има некакви одеци на оваа колумна и дали Бранко Црвенковски ќе се појави во јавност. И сега на колумната за на Геровски веднаш има одговор од некои портали, така Нетпрес, вели дека Бранко Геровски е задолжен за фалење на Бранко Црвенковски. И сега во самиот наслов на колумната има еден збор што е политички некоректен и кој што е навредлив за една етичка заедница, така да нема да го прочитам. А еве што се вели во Нетпрес. Уредникот на Плюс Инфо Бранко Геровски уште еднаш застана во улогата на гласноговорник на СДСМ. Со големи пофалби до екс-лидерот Бранко Црвенковски, Геровски во својата последна колумна само потврди дека Заев може да остане прв опозиционер само со силна поддршка од својот претходник. За новинарскиот пиу на СДСМ, толку Црвенковски е најмудар од сите кои минаа низ столчињата на Бихачка, поради што го повикува тој да го даде последниот збор. Не штедејќи силни комплименти за ликот и делото на Црвенковски, Геровски отиде дури до таму што и транзицијата во Македонија ја препише како успех во времето на владењето на екс-лидерот на СДСМ. Тоа е колумната која одговара на Геровски. Продолжуваме со колумна на професорот Мерсел Билјали, кој јасно вели дека Зоран Заев не треба да поднесе оставка, дека оставка треба да се бара од лидерот на ВМРО-ДПМН и премиер Никола Груевски поради, според Билјали, прекршување на законите, на процедурите, поради нечесни, нефер избори, поради посочени криминали на конто на Груевски. Билјали во континуитет го поддржува лидерот на СДСМ Зоран Заев, мора да се каже во своите колумни, и сега вели
кој треба да поднесе оставка. Еве дел од неговата колумна. Деновиве некој побара оставка од Заев Шекеринска. Тоа е крајно нефер, но и погубно за опозицијата. Ако тоа се случи, долгорочно СДСМ не може да се надева на победа. Заев се покажа како многу храбар и витален лидер, што е круцијално за победа. Ке му треба поширок круг на консултанти, но едно е сигурно, дека се работи за политичар со човечки лик. Оставка треба да бараат тие, чиј лидер се товари за милионски криминали, тие, чиј лидер ја избрука државата во светски размери, тие, чиј лидер исели 25% од населението, тие, чиј лидер луѓето ги доведе до тотален хаос. Тоа е колумната на Билјали и сега ќе видиме еден коментар. Тука има прилично многу, 55 коментари. Мора да се каже дека повеќето од коментарите се во иста насока со професорот Билјали, затоа нема да ги читаме. Ќе се обидеме да најдеме некој коментар кој не се согласува со него. И тоа, еве, има некој, еден вели, разбудете се од сонот на Мерсел. Еве друг, од 5 нежели се залагаш да се смени името. Името никогаш нема да се смени. А ако ово се уште не ти станало јасно, ќе продолжиш да се само измачуваш. Се прашуваш зошто Брисел и Вашингтон не бараат повторување на изборите. Па затоа што знаат дека нема фалсификат и дека нема неправилности кои влијаат на изборните резултати. ЙОБ се соопшти дека немаше фалсификат и дека имало неправилности, но не за да влијаат на резултатот, што ги соопшти и ДИК со председателот СДСМ. Тоа е коментар на колумната на Билјали, насловена "Кој треба да поднесе оставка". Продолжуваме со дел од редовните колумни на Дарко Јаневски, главниот и одговорен уредник на Дневник, која е насловена како "Измиен мозок". Имено Јаневски во континуитет, неговите колумни се насочени кон опозицијата и СДСМ, мора да се каже негативно, па еве дел од неговата сегашна колумна. Тоа што зелените од СДСМ ги мачи е што ова им се случува 8 години поред и што вториот по тежина пораз го доживуваат по 8 години владење на Никола Груевски. Неговиот рейтинг би требало да паѓа како што вели Ѓорги Спасов и така како што предвидуваа истрошените пропагандни столбови на СДСМ, а не да се држи плюс-минус некое пратеничко место. Посебно не по 53 пратеници од 2011 година, кога се чекаше разлика од 5 пратеници во полза на ВМРО ДПМН за изборите, да се прогласат за фалсификат и да се бара преврат. Сега за прогласување на изборите за фалсификат и за преврат, разликата требало да биде не поголема од 50.000 гласа. Тоа е колумната на Јаневски, која вели "Измиен мозок". Продолжуваме исто така со редовните колумни на Ерол Ризав, која сега се однесува на еден друг сегмент на барањата на премиерот Груевски на 63 пратеници за да не биде оценуван од ДУИ, и сега Ризав вели чекајќи го ветувањето на Груевски. Мнозинството граѓани му поверуваа на лелекот на премиерот, искажан стотици пати на митинзите, молејќи за 62 пратеника за спас на татковината во оваа патриотска битка со албанците. Молбата беше услишана, граѓаните дадоа 61 пратеник. Сега го чекаме сите заедно ветувањето на Груевски да се справи со оцените на Ахмети и да формира влада со другите партнери, со Стефче Јакимовски, со наследниците на Руфи Османи, со Мендух Тачи, човек да види па да не верува. Повеќе ми личи дека пленот ќе биде поделен братски меѓу Груевски и Ахмети, како што си е договорено. Тоа е ставот на Ризав, чекајќи го Груевски. Продолжуваме со колумна на професорот Мирослав Грчев, кој е дел и од структурите на СДСМ, кој во оваа колумна изразува разочарување од делувањето на меѓународната заедница. И затоа тој вели неморална неутралност, при тоа мислејќи на ставот на меѓународната заедница дека е неутрална во однос на случувањата во Македонија, зашто Грчев вели дека е погрешно.
Чувството дека сме оставени од нашите мокни пријатели од западниот демократски свет е се посилно кај оние македонски граѓани што своите животни очекувања и надежи ги врзаа за остварувањето на слободно и демократско, напредно и праведно општество во Македонија. Тие граѓани се почувствуваа издадени од најсилните парламентарни демократи на светот, кон чие друштво со сите сили зачекорија, зашто сметаа дека тие никогаш нема да го дозволат уништувањето на нашата кревка демократија и востановувањето на недемократски авторитарен режим наместо неа. Тоа е колумната на професорот Грчев. Емисијата ја продолжуваме со она што го најавивме на почетокот, тоа е 3 мај, светскиот ден на слободата на медиумите, се реакција околу ова и ќе видиме како еден од поранешните уредници во Сител, Драган Антоновски, се обраќа на другите уредници кои сега се дел од телевизиите, во однос на тоа дека не пренеле дел од настаните кои се случувале на 3 мај, дел од изјавите на новинарите, на Сдруженијето на новинари, на самостојниот синдикат, дел од новинарите кои побараа ослободување на Томислав Кежаровски на тој ден. Па Антоновски вели: какви се овие уредници денеска? Значи има дел, еден збор кој може да се каже дека е навредлив, па не сметаат ниту денот за слобода на медиуми да го споменат во вести или напишат, а се нарекуваат новинари и уредници. Тие изгледа не знаат што е новинарство, тие стварно не знаат дека денов е меѓународен ден за слобода на медиумите, а седнале и позираат, читаат вести. Па ни власта нема да ви каже ништо, ма не го бараат тоа од вас. Пренесете, ете од странство, кажете, не молчете. Денеска е ден на еснафот на новинарите, на слободата на медиумите. Така само потврдувате дека нема слобода, нема новинарство и пак ќе ве караат. Тоа е колумната, тоа е Facebook статусот поточно кажано на Драган Антоновски. Оно што ја одбележа минатата недела е и едно видео поставено на веб сајтот на амбасадата на Соединетите Американски држави во Македонија, во кое во видеото македонски новинари објаснуваат зошто Македонија на 123-тото место во светот на листата на слобода на медиумите и на кажаниот збор. Ова видео предизвика навистина големи коментари и реакции меѓу македонските медиумски работници, поради што е прилично невообичаено американската амбасада на ваков директен начин да посочува на некои неправилности, на грешки и на слободата на новинарството. Сега предлагам да го видиме видеото. 123. 123. 123. 123. That's Macedonia's rank on the 2014 World Press Freedom Index by Reporters Without Borders. 123 out of 180. In 2009, we were ranked 34. That's a drop of 89 spots in 5 years. It's time for change. A positive change. Ова е видеото кое е подготвено од Американската амбасада од македонски новинари. Емисијата ќе ја завршиме сега со еден блок кој е посветен на некои други случувања. Имено во Македонија има реакции на случувањата во Украина, често има различни коментари, различни ставови за тоа кој е во право во тамошниот конфликт, па може да се каже и дека дел од македонското општество или македонските аналитичари се подели во овој правец. Внимание на јавноста привлече на Facebook група која пренесува и дел од медиумите и во која се бара Македонија да биде приклучена кон Русија и тоа се бара директно од рускиот претседател Владимир Путин. Еве го надписот објавен во вестникот Вечер, во која се пренесува таа Facebook група и насловот е "Ние и русите 150 милиони" и во која е поставена карта на која јасно е прикажана Македонија дека треба да се приклучи кон
Русија и при тоа Македонија во своите етнички граници. Во краткиот опис на групата, која е основана пред 4 години, се дава поддршка за Русија да не дозволи навлегување на западните сили на незина територија. Ние народот, ако не се почитуваме како македонци, срби, црногорци и останати православци на Балканот и си подадеме раце едни на други, ќе не распарчат, се вели во еден од коментарите на групата. Ваква група е формирана во Србија, Црна Гора, Бугарија, Ерменија и Белорусија. Ќе видиме и дел од коментарите под надписот на вечер. Еве некои читатели се согласуваат и велат: се разбира. Цел православен свет на едно место, нема друго решение. Само нашите политичари се ќе направат за влез во НАТО, а не ја гледаат другата опција што им се нуди. И еве уште еден коментар кој е сепак различен, вели: нам не ни требаат ни Америка, ни Русија, треба да се свртиме сами кон себе, никој не те сака ако нема интерес, па ни НАТО, ако не сака да не примат под уставното име, ние немаме што да бараме таму. Тоа е Facebook групата. Одиме со одговор на ова, значи тоа е на Александар Донски, познат публицист, писател, аналитичар, кој вели: ги повикувам моите Facebook пријатели да не ми праќаат покани за членување во идиотската група Путин е приклучија Македонија кон Русија, во која се бара уништување на независната македонска држава. Секој што ќе ме покани во таква група, веднаш го бришам. Не знаев дека има толку антимакедонци кои бараат уништување на сопствената држава, иако јасно е дека ова е масло од страна. Тој е Facebook статусот на Александар Донски и емисијата ќе ја завршиме со уште една содржина. Овој пат се работи за нас, се работи за Трета порта, ќе ја завршиме со потсетување на гледачите за Facebook страницата на Трета порта. Значи се што треба да направите на Facebook е да ја побарате Трета порта, да стиснете ми се допаѓа или лайк и да можете да учествувате, да коментирате на оваа Facebook страница. Тука еве ќе го прочитам првиот коментар објавен во Трета порта, кој не се однесува директно на некој статус, на некоја емисија, туку општо. Еве една гледачка вели: и во Трета порта постои автоцензура, додуше блага, но постои. И тука се зборува сега за некои други емисии кои нема да го кажеме. Еве, ние сме само критични, објавуваме секакви коментари, но овој коментар не го објавивме поради тоа, туку поради тоа што е прв на Facebook страницата на Трета порта и затоа ве чекаме тука да ги видиме вашите коментари и потоа истите ќе може да бидат објавени и прочитани тука директно во емисијата. Почитувани, ова беше уште една емисија Трета порта, целосно посветена на постизборните случувања на слободата на медиумите. Вие останете со програмата на 24 вести Трета порта, следете ја секоја среда во 19 часот и 15 минути и реприза во четврток во 14 часот и 30 минути. Не заборавајте, Трета порта не ви кажува како да размислувате, туку ви ја прикажува големата слика. Како што кажав, останете со програмата на 24 вести.